Уште една забавна културна манифестација е во Пресрет. Градот под Марковите кули од 13 па се до 16 јули ќе биде домаќин на јубилејното 15-то издание на Пивофест. Но повеќе детали ќе оставам да слушнеме од нашиот гостин, градоначалникот на Прилеп, Маријан Ристевски е нашиот гостин денеска. Добар ден, благодарам што сте мојот гостин денеска. Поздрав до екипата и гледачите на ТВ Нова. Градот Прилеп во последни подготовки пред големото 15-то јубилејно издание на Пивофест од 13-ти. Кои се последните подготовки кои што ги правите сега денева? Па токму така, 15-то издание, јубилејно издание на најголемиот фестивал во Македонија, еден од најголемите на Балканот, Пивофест. Навистина екипата која што го работи сите овие години е за пофалба, бидејќи овој Пивофест со сите оние политички случувања што беа претходно, ќе се продолжат мандатите, нема да се продолжат советите и така натаму, беше доведен под знак прашање дали ќе се одржува. Меѓутоа, за краток период од 3 недели организиравме, се надевам, еден од најдобрите фестивали ќе биде до сега од сите 15 години, ако не и најдобар. Обезбедивме одлична музичка програма, одлични звезди, благодарение и на пиварниците, значи Прилепска пиварница и Скопска пивара кои се партнери на овој фестивал, како и Кожувчанка и другите угостители кои ќе изложат прекрасни штандови на Пивофестот оваа година. Веќе се спремаме овие 2-3 недели да ги пречекаме сите оние стотици илјади гости кои ќе бидат присутни на фестивалот на пиво и секогаш го посетуваат градот под Марковите кули во овие големи горештини да се разгладат со ладно пиво и добра скара. Значи подготвено е се. Градот е подготвен и во смисла на прием на сите оние моторни возила кои сакаат да дојдат. 25.000 паркинзи имаме обезбедено, така да уште на влезовите и излезите од градот ќе бидат пречекани сите оние кои што сакаат да присуствуваат на фестивалот. Навигацијски од луѓето кои работат на паркинзи ќе бидат однесени до самото место каде има слободно паркинг место и како ќе можат безбедно да го напуштат без застој градот. До сега немало никакви проблеми и во однос на јавниот ред и мир, и во однос на чистотата, хигиената во градот, водоснабдувањето, напојување со електрична енергија. Значи тука сме неприкосновени благодарение на работењето на јавните предпријатија, соодветните и ресорни министерства. Благодарност и до нив, значи една голема организација за еден од најголемите фестивали на Балканот, да секоја година безбедно дојдат, заминат и преубаво си поминат преку 350.000 гости кои не посетуваат. Тоа е сепак една бројка која што е за почит и е добра за локалната економија, не само на Прилеп, на целиот Пелагонски регион и на цела Македонија. Сите тие луѓе идат, се сместуваат во градот, работат угостителските објекти, капацитети. Имаме, еве, ова година освежува и нов аквапарк, значи таму ќе продолжува забавата, дискотеките, Калипсо, другите ноќни дискотеки, угостителските објекти. Мимо она официјална програма, секој си има своја програма до раните утрински часови. Локалната самоуправа и советот се потрудија да се продолжи работното време до раните утрински часови, така да Прилеп е спремен за една од најголемите забави кои ќе се случи во текот на оваа година во Република Македонија. Кога сме веќе кај превозот, ќе има ли сообраќајен режим некој во самиот град, па и можеби и тука е убаво да спомнеме за организирање на бесплатниот превоз преку може транспорт од Скопје. Па да, секоја година ни излегуваат во Пресрет. Да, но исто така и по социјалните мрежи прочитав и од некои туристички агенции од соседството дека се организирале автобуси да се упатат кон Прилеп. Секоја година имаме гости, најавени се гости и организиран превоз за Пивофестот од соседна Бугарија, Грција, Албанија, од Хрватска, Словенија, ќе имаме гости од Србија. Значи, секоја година одредени туристички агенции го нудат Пивофестот како една посебна атракција и од година во година бројот на гости кои доаѓаат од другите држави се зголемува. Имаме гости од целиот свет, од Европа, од секаде, од сите континенти и секако едни од најдрагите гостини се и нашите иселеници кои да ги поздраваме во оваа прилика, бидејќи тие секогаш некако го токмат својот летен распуст да се погоди со одвивањето на фестивалот на пиво, па да повелат да дојдат и ова година ќе се дружиме и убаво ќе си поминеме на овој Пивофест. Меѓутоа, ете, оние кои немаат обезбедено смештај, јас би ги замолил што побрзо да видат, мислам дека хотелските капацитети веќе се, да не речам, скоро исполнети. Не само но што е со приватното сместување? Да, баш тоа сакав да кажам. Значи Прилеп, Крушево, Битола, секаде се исполнети сите
капацитети, меѓутоа може да се најде нешто плюс, место ете некој кој има откажано евентуално. И исто така има доста приватни капацитети, на интернет можат да проверат, да видат кои капацитети се слободни. А има и друга алтернатива, јас би ја одбрал таа алтернатива доколку сум млад, младите луѓе се полни со адреналин, позитивна енергија и нормално ќе има добра забава, значи едноставно треба да понесат шатор за кампување, ќе има бесплатен кампинг на паркот на Револуцијата под дебела ладовина, Нови Горештини, а ние локалната самоуправа секогаш се потрудуваме да бидеме добри домаќини. Сите кампери кои ги има од цела Европа, од година во година ги има се повеќе и повеќе, ги послужуваме во утринските часови, секогаш со бесплатна чорба, бесплатен кафе и чај да се расонат и да продолжат со позитивна енергија секој ден на овој фестивал на пиво. Тука ќе функционира и туристичкиот воз, односно за овие денови е пивски воз, имаме пивски толчак, има пајтон и други изненадувања. Па туристите можат да го исполнат денот, не само ние вечерни програми кога имаме и музика, официјална програма и надвор од официјалната програма по угостителските капацитети. Потекот на денот Прилеп е интересен, историски град е. Може да посетат старата чаршија, има преубави бутици, ефтина гардероба има. Знам дека специјално иде луѓе да си купат гардероба. Исто така имаме одличен пазар. Зелениот пазар е еден од најголемите. Секогаш има свежа органска храна, она што е популарно сега. Може да и посетат сите оние културно-историски споменици, знаменитости. Прилеп е познат по прекрасните манастири. Тука е Архангел Михаил, Трескавец, Зрзе, Мариово како една од еколошки најчистите области, Свети Никола во селото, тој манастирот во село Манастир. Има археолошките локалитети кои ги има многу во околината на Прилеп. Навистина, Прилеп е интересен град за посета, а ете вечерните часови можат и да поминат убаво на фестивалот со добра музика, позната прилепска скара и секако ладно пиво. Ќе има многу врсти пиво покрај домашните странски пива. Ова година ќе имаме рекорден број на различни пива и различни вкусови на пиво да се пробат и други освежителни пијалоци, бидејќи забавата е секако за сите генерации од 7 до 77. Помладите нема да пијат пиво, ќе пијат освежителни пијалоци. Така е, сега верувам дека она што сите сака да го слушнате, која ќе биде главната звезда која што ќе го заокружи 15-тото издание? Па секој ден гледавме секогаш кога избираме програмата да се задоволат сите вкусови на сите луѓе кои доаѓаат. Ова не е рок фестивал или техно фестивал алтернативен или фестивал на народна музика, едноставно гледаме да ги собериме сите вкусови воедно, исто како скарата и пивото, така и со музиката. Четвртокот отворањето ќе биде со познатата македонска група IQ. Навистина е една атрактивна група која што македонска популарна група. Да, ја сакаат сите. А после тоа ќе настапат легендарните Психомодо Поп кои ни доаѓаат од Загреб. За окружување на вечерта ќе биде исто така еден од најпопуларните бендови на Балканот, тоа е Амадеус Бенд кој ни доаѓа од Србија. Петокот продолжува забавата. Забавата продолжува со едно легендарно име, тоа е Дон Минот и Conquering Lion, тоа се наши кои ќе го поддржуваат. Тоа е едно светско име во реге музиката кој ќе настапува претходно на Екзит фестивалот и доаѓа во Прилеп. Секогаш гледаме да имаме реге музика на фестивалот на пиво, некако оди тоа со пиво, со летните горештини реге музика. Меѓутоа, овај пат се потрудивме да донесеме најдобриот, ќе биде навистина интересно со интересните звуци на реге музика. Ќе продолжи вечерта со легендарните Нокаут, за нив не треба многу да зборувам, нашите Нокаут. И секако Ален Исламовиќ, тоа е едно големо балканско име, чии песни ги знаат сите генерации. Саботата продолжува со народна музика, значи Елена Велеска, еден бренд во македонската народна традиционална музика. Тоа е и наш бренд прилепски, да речеме, меѓутоа позната во Македонија и пошироко. Продолжува забавата со Анабела и легендарниот Харис Джиновиќ. Ја завршува вечерта и неделата затворањето на фестивалот. Секако тука ќе започне со Тајфата и Димитар Андоновски. Продолжува со светскиот македонски бренд, а тоа се Джамбо Агушеви оркестар, кои ќе не забавуваат со својата музика, трубачки оркестар одличен и секако звезда на фестивалот и за окружувањето на фестивалот ќе биде со мега звездата Северина. Ќе има огномети, различни вечери, ќе има различни
други забави во текот на денот и вечерните часови. Нема се да откриваме. Ќе имаме интересни водители, ќе се знаат водителите во понеделник, кои официјално ќе ја најават на фестивалска недела, односно И ќе почне пивска недела. фестивалската еуфорија. Да, кога ќе почне официјално еуфоријата, иако и уште сега се чувствува таа еуфорија, позитивна енергија не само Прилеп, туку и во Македонија, бидејќи каде и да одам, сите со нетрпение некако ме прашаат кога почнува фестивалот, кои се звезди, ќе дојдеме на фестивал. Еве во ова прилика да ги поканам сите да повелат да дојдат наредната недела од 13 до 16 јули, значи одма после петродневните пости, значи на тоа внимаваме да биде во мрсни денови фестивалот, од четврток до недела од 13 до 16 јули да повелат да дојдат на најголемата забава на Балканот, а тоа е Пивофест. Освен што може да се пофалите со традиционална одлична организација си овие 15 изданија на Пивофест, што е со бројките? Минатата година рекордно испиено пиво, нема да зборуваме тука и за изедината скаран или при тоа, но кои ви се очекувањата за оваа година со оглед на тоа што најавувате рекорден број на врсти на пиво кои што ќе може да се дегустира? Па ќе видиме на крајот од фестивалот, ќе сумираме тие податоци. Секоја година бројката расти, тоа е добро за фестивалот, добро е за локалната економија и мислам дека и оваа година овој фестивал 15 јубилеен ќе надмине многу бројки од претходните фестивали, односно ќе ги сруши рекордите кои беа поставени на претходните фестивали. Затоа да биде така, јас ги поканувам сите да дојдат, да повелат да дојдат, да се забавуваат со позитивна енергија во нашиот град, да и овој фестивал навистина покаже и докаже дека Македонија и Прилеп се спремни да организираат вакви фестивали од висок ранг, како што се организираат насекаде во светот. Јас би се заблагодарила тука на вашето гостување денеска. Ви посакувам убави и успешни, како и досега, наредни 4 дена од 13 па се до 16 во Прилеп. И нека остане и понатаму, ете Прилеп со оваа манифестација да ја држи високо Македонија негде на светската туристичка мапа. Па, благодарам и на вас, не само со овој фестивал, исто така овој викенд се и фестивалот на Гајди во Долнени и Прилеп, заедно го организираме. Имаме богато културно лето, имаме на крајот джез фестивал, имавме Прочка и ред други театарски фестивал. Со сите овие фестивалски настани, вклучувајќи го најголемиот Пивофестот, Прилеп станува центар на фестивалскиот туризам на овој дел на Балканот. Она што го развиваме сите овие 12 години ова локална самоуправа, мислам дека направивме добра работа и порано ако Прилеп, кога спомните Прилеп го препознава по тутун, по мермер, Победа и така натаму, сега го знате и по Пивофестот. Направивме добар бренд и уште еднаш отворена покана до сите, до вашето студио, до ТВ Нова, да повелите да дојдете и заедно да се забавуваме на овој интересен фестивал на